Čekajte, idam da ve stasam. Kade ste kinisa levaka? Не бери гајле за нас, старче. Ние одиме таму, кај што си тргнал и ти. Не ќе е така. Ами вие не знаете каде одам јас? Како ќе знаете? Ај да речиме дека не знаеме. Ама, ај биди ни ти другар по патот. Нема да те мачиме, нема да ти тежиме по пат и нема многу да зборуваме. Не плаши се. Ајде си бидиме другари по пат да си одиме заедно. Ако сме жени, не сме многу зборливи. Шо тоа, жена по ова. Хајде, да кинисаме, ама јас одам на друго место. Вие не можете со мене. Јас одам... Да одиш ти кај што ќе одиш, ама наерно ќе биде вака да направиме. Ја гледаш куќа на стара таму? А ноќ се ближи. Ајде ние сите заедно таму еден сон да си преспиеме, па утре ќе видиме кој каде и како ќе оди. Добро, вие правите кој што знаете, а јас ќе си одам по својот пат. Јас ќе одам во друга куќа. Вие не можете да дојдете таму. Ќе преспиеме. Ајде, што сте рекле, ај така ќе Ноќ паѓа. Добро. Да знаете колку работи знаеме ние. Многу работи знаеме. Добро, ајде, нели велите така? Дедо, ти си за оваа куќа, нели? Еве, стигнавме. Стигнавме и... Ај, седи си со здравје. Вечер ке дојдиме да завршиме на работа. Ако им кажев дека сум Свети Илија, може би ќе ми каже овие старички што чуда прават. Ама се исплашив јас, велам да не се исплашат тие кои ќе слушнат кој сум јас. Та место тие да се исплашат, јас се исплашив. Хајде одам. Идам! Здраво живо, дедо! Здраво живо, момче! Шо мака имаш? Абе, шо мака имам? Ете, со Божја волја, лека полека стигнав до оваа порта. А гледам, ноќ полека ќе ме вати. Па си велам да не продолжувам да одам понатака, а и велам да тропнам на оваа порта, па белки тука ќе можам да преспием. Така велиш, а? Така. Абе, наедно ќе биди, дедо, да одам да си опитам домачинката оти работата. Почекај тука да ја опитам, јас незе па... Ајде, ќе почекам јас, ќе почекам, ајде. Кој беше на порта? Ама, жено, еден сиромав старец. Посака да одспие тука кај нас. Јас му реков дека не ни е работата за гости чекање. А си реков да те опитам тебе, ти што ќе кажеш, тоа да му кажам нему. Не бива, домаќин. Знам дека не е убаво да го вратиме човеков од пред врата. Ама Леонка сум. Дете во што туку се роди и не можам на нозе да застанам да го пречекам. А друга соба знаеш дека нема. Па добро, ќе одам, ќе му кажам да си побара друго место за спиење. Добро.
Прости ми, дедо, ама наедно ќе биди да побараш друго место за спиење ти жена ми. Што току се породи, Леунка е. И сега срамота е да лежи пред тебе. А друга одаја немам. Абе, синко, јас од тука понатаму не можам да одам. Лели велиш дека е така, тогаш јас ќе си легнаме бе тука пред порта и тука ќе си преспием. Не, од Не бе, тука деда, понатаму. ма како така ќе ми спиеш пред порта, па срамота од луѓе. Реков јас. Ама, убаво ти реков да имав уште една одаја, ти те сместев таму, ама сега како пред порта? Лели, така велиш бе, синко, слушај ме сега ти мене, јас што ќе ми ти речам. Ти ќе направиш вака. Како? Ќе врзиш едно јаже во собата и едно веленце ќе ставиш. Со тоа ќе ја одвоиш домакинката твоја, Леунката од мене, а јас ќе си легнам на другата страна и цела ноќ вие од мене глас нема да чуете. Бидува ли така, а? Еми, нека биде така. Сега, гревот е да акаш да бараш друго место, кога Господ те пратил, ете така пред моите порти. Добро, така ќе сторам. Добро, почекај ти малку, па после влези. Јас да го наместам. Ајде, еве, портата ќе ти оставам отворена. Добро. Ајде. Еј, сестри, ајде да видиме што среќа да му врзиме на ова дете. Да видиме каков ќе му биде животот. На ова дете што не изнамачи толку, да идеме од Црноморие преку Стара планина, дури дувде, среќата да му биде да зема 100 пари денот. Не 100 пари. Многу не измачи. Нека зема 10. Ама, сестрици, немојте така. Греота е толку малку среќа да има детево. Гледате шоарни татко и мајка има, а? При се што немаа тие каде да се свртат, мене ме прибраа, ме нагостија, еве, тука ме ставија да преспијам. Ај, заврзете му троа поиќе среќа на ова малечко. Ај, кога не молиш со толку милни зборови, нека бидат 100 пари. Нека има детево поиќе среќа, за на старост да може мајка си и татка си да ги гледа кој ќе остарат. Ај, приврзете ме уште троа. Нека бидат и од мене 100 пари. Па ќе бидат токму 10 грошеј. Доста е, Светилија? Добро. Вие знаете колку треба. И вие се знаете. Вие знаете дури и кој сум јас. Ама ете, јас не знаев дека вие сте биле наречници. Ако? Нека е толку колку што ќе кажете вие. Еми, јас и така многу ви се притури во работата. Седни, мајко. Седни малку. Седнав вака со вас за да се
поразговарам малку околу работата. Знаете како е. Работата на дуќан како така врви. 10 гроша се дневно, ама пак не е за жалење. И не треба, синко. Оти на Бога ќе му сгрешиме ако се жалиме. Арно, ама синко, мене како што ми стојат работиве, ти сакаш поќе да заработиш. Затоа седна со нас, а? Токму затоа. Сакам да се фатам ортак со еден дуќанџијата, ако може да извадам повеќе од тоа што сега го ваѓам. Твоја работа, синко. Ние и досега се оставивме на тебе и себе шарно. Нема зашто нас да не прашуваш. Прави како што те и тебе најарно. И да се ожениш, сине, и тоа побрку, мајка. Ја слушаш ли? Ние тука за машки работи збориме, а ти да се ожениш, да се ожениш. И ова е машка и тешка работа, синко. Да не мислиш ти дека... Утре, мајко, утре за тоа. Сега мора да одам, ме чека човекот да се договориме. Ајде. Утре. Утре, задутре. Се така вели. Ле, го гледаш? Јој Томче како стои че стана. Дома мало. Коле. Коле. А? Слушай сега, јас ти кажав и порано сега на тебе да решиш сакаш али не. Јас мислам, размислувам и пак мислам, оти заедно ќе ни биде поарно. А да ти кажам право, во мисла ме стави, уште некникова ми рече така, да се заортачиме, миреша. Абе, да се заортачиме, видите, полошо не може да биде, само поарно може да биде. Така? Да. Види, 2 глави побол мисла, Погол мисла. 4 раце повеќе работат, Повеќе работа. Ова една работа, И 4 нозе повеќе тегнат. кој магај, няма да. Така. Слушај, Што ќе заработиме по 10 гроша во денот, да заработиме по 15 и 20. И така е, арно велиш. Така е. Не па? Да се напиеме. Да се напиеме. Дека ние се среќа. Ај, Ванџи! Ваđi, ела ме, мамо, да се напиеме. Види, ние решивме да се заортачиме. И сега ти да ни бидиш сведок. Може? Бидувам, да ви бидам. Ајде, Прво да донесеш вака по едно ракиче да се напие. На раки. Мојт. Мој, раки и мезе. И мезе. Мојт. После сето тоа, вино. Мојт. Мојт? Мојт. И месо, така. Месо? Со троа лепче. Мојт. Мојт. Браво, Венџи. И за тебе земи нешто. Напи се. Мојт. Еден чај. Шо му стана? Добар ден, мајко. Добар ден, татко. Здраво, живо, синко, здраво. Сум решил да фатам уште еден ортак. Со Колета многу убаво ни тргна работата, ама кога ќе изесапам се, пак на истото останува. Само поголема работа се отвара. Абе, види, синко, јас, ти знаеш, многу не се разбирам во таа работа. Ами ако велиш така, чому ти уште еден ортак? Откај знаеш како ќе излезе работата со него? Откај знаеш? Откај знаеш, синко? Може и така ти е речено. Колку и да работиш, толку да ти бидат парите. А? Цко, ја слушаш ли сега какви бабини деветини ми раскажува? Не, така ми дојде одеднаш. Не дека така е, туку... Ајде. Одам јас сега да се договорам со крстите, што ќе излезе. Ајде. Коле, крсте. Година дена ортаци сме. Така е, година дена ортак. И јас мислам оти дојде време да се удри есапот. Сега есапот ќе го удим. Абе, есапот не е арен, чист, добар, нема шо. Мене ми е поарно, отколку кога работев сам. Работата убаво не оди. Сега да оставиме така, нека си върви. Така ли? И јас мислам така. Јас сум од поскоро со вас.
Не можам да гледам толку далеку, ама не можам да се пожалам. Работата ја делиме на 3. Така е, Со пари сум горе-долу. Така. Тамам, гледаш? Сега, може би на пари не сум печалил, арно, ама баре на помала мака сум. Така е, кој сега јас... на тројца по арне. Така, и сега јас мислам дека најумно е ти да кажеш што да правиме понатаму. Ти не викна да се ортачиме, ти пресечи. Ај. Преч. Абе, луѓе, јас не ве викнав овде дека нешто сакам да се жалам на вас. Или на работата. Убаво, ама мене печалбата ми е иста и порано кој што беше. Сам која бев. Абе, сега... Меанджи, да се напиеме? Шук, дој си по едно ракиче. Едно ракиче? Чек, мој. И нешто мезе така со ракичето. Мезе? Немој. Немој? Ovo ti nemoj da čekaj malce, nemoj така ти немoj čo да се боиш. Мислам, ние сме еснафи луѓе, си го знаеме, еса по се си знаеме работата, арно не оди, ти не се плаши. Немој како оној брачетот од Мокрино таму, не се плаши. Тој 100.000 алтани што му изедува, ама ние не сме такви, ние се ќе си платиме како што треба. Чекај се, вино е така да донеси. Вино. Мој. Чекај, со виното да ни донесиш мевце, а? Може. Немој. Оти немој бе? Се печет? Ја. Што да правиме се? Да ви опнам по еден чај. И ако не се погоди мрсен чај, ви ќе не протерај. Ај. Добар ден. Добар ден, дедо. Ќе може ли кај тебе да влезам и душа да одморам? Како не, бре, дедо, како не? Мојата порта за сите добронамерни е ширум отворена. Ајде, повели, влези, дедо. Ај, сполајте. Ајде. Абе, дедо, сине што те гледам и си мислам дека од некаде те знам, ама еве, не ми текнува од каде. Знаеш дека и мене ми се чини дека од некаде те познавам? Ама некако како во сон така ми е. Не ми така си е. И мене веќе како во сон ми е. И така е, не можете да се сетите, затоа што вие мене само еднаш ме видовте и тоа кога се роди вашиот син единец. О, значи ти си тој што тропаше напорта што... Прости ми, дедо, што не те познав одма, оти ние таа ноќ бевме како обезглавени, а ти сакаше да... Бе, дедо, да не... Па тоа не сакам да видам сега каков е, колкав пораснал, како станал. Сега ќе дојде наручек. Еве, кафето издаде. Арно е детето, арно е. Не чува, не гледа, ама едно не му чини, дедо. Уште не ни е женет. А! Неќи, се фатил со работа, дома, така, нема време. Нека работи, нека си работи детето, а и ќе се ожени. За се си има време. Ајде. Добар ден на сите. Повели си го син. Гости сме имали, а? Добре дојде, дедо. Да, добро те најдов, синко. Добро, нема да ми каже некој кој е гостинов? Абе, синко, ви да ти кажувам, нема да ми веруваш, бе.
Овој стар човек дојде ноќта кога се роди ти. Од тогаш го неаме видено. Еве, пак ме донесе патот. Да ве видам. Како сте, што правите? Да видам колкав си пораснал, што работиш, али сте живи, здрави сите. А ти, работата, како ти оди, а? Гледам нешто си ми сневеселен. Бе, дедо, маката не е голема, ама некако се на мисла ме става. Јас сега не дека се жалам, заработувам, печалам, ама јас сакам повеќе, ама некако како да не е речено. Се фати ортак со еден, па после се фати ортак со уште еден. Демек да тргне работата за поарно, ама се некако на исто стои. А не дека луѓето не се арни. Арни се. Арни се тие, дедо, арни се, ама јас што и да чинам печалбата, се некако тука се врти 10 гроша во денот. Јас, пак ќе кажам, сакам повеќе, затоа што можам повеќе. Слушај ме сега, синко, ти мене, што ќе ми ти речам. Немој да си ја мачиш душичката ти, да работиш повеќе од ова. Зашто колку да работиш, толку ќе печалиш. Така тебе ти е наречено од наречниците. Татко ти го слушна што рече, дека кога се роди ти, таа ноќ дојдов јас кај тебе. И ги слушнав и ги видов наречниците, што ти прорекоа. Тие ти рекоа да печалиш многу помалку од ова што го печалиш сега. Само јас ги измолив да ти дадат толку како сега. Затоа што мајка ти и татко ти се покажаа како многу арни луѓе. Ме примија при сета сиромаштија да преспијам и ме нагостија. Та затоа измолив да ти дава толку колку што печелиш сега. Инаку ќе беше сиромав до века. А кој си ти, дедо, што можеш да видиш и да чуеш наречници? Јас, синко, не можам да ти кажам кои сум. А и да ти кажам, нема да ми веруваш. Дојдов само за едно, да ти кажам, да не си ја мачиш душичката поиќе. Оти, од пишаното не се бега. Тоа ти е пишано. А сега, јас ќе си одам. Останете ми со здравје. Ова ќе да беше некој светија. А мене се ми се чини како да беше Светилија. Светилија, а? Ами ако е така како што велите, јас да го растурам ортаклукот со време и да се оженам. Па да го работам она што ми е дадено и колку што имам. Па за друго може жената ќе има повеќе среќа. Па така е, бе, синко, така е. Па после заедно ќе си делите јарно и лошо. Фала ти, Светилија, што ни ја просвети куќава.